Здраво, до мене е една млада жена. Како се викаш? Кате Митревска. Кате. Сакаш да ни споделиш дел од својот живот, кој што верувам дека оние што не гледа дека ќе бидат допрени, па би можела да почна со приказната. Јас се соочив со развод, млада мајка со 2 деца на кое што ни работниот статус не беше решен. Меѓутоа морав да го преземам тој чеко затоа што во бракот имав многу, да не речам, психичко и физичко малтретирање и едноставно не гледав друг излез. Знам дека се плашев од развод, што понатаму во животот, што ме чека. Не само што јас страда во бракот, жртва беа и моите деца кои што беа сведоци на сето тоа. Ајде се надевав дека со тек на време ќе се среди, се тешев со тоа што ајде секој брак има проблеми, кавги, ама сето тоа ќе се надми доколку се сака, меѓутоа ситуацијата беше се полоша и полоша. Значи не само од психичко, туку и во физичко малтретирање, децата едноставно беа исплашени, јас добив некој страв во себе, барав излез зашто почна веќе стравот и да ми се манифестира и физички, немав сила, немав волја да станам од кревет. Ете, преку пријатели, ќе слушнеш, јас бев ваму, кај една жена, бајачи, гледачи, кам јас во живот немам одено на такви работи, мене ми е сето тоа смешно, не очекував дека ќе ми помогне, ама кога си имаш мака, ти викаш ајде ќе пробам. Мислам дека на неколку места бев и ситуацијата беше уште полоша. Како дојде до решение на конкретно на сите овие проблеми? Една пријателка ми вика, ама ти се вика само за кај Шаров, кај Константин. Леле, викам, доста не ми зборете за такви работи, значи јас се изнапати. Добро, викам, ќе пробам уште сега. Така, и отидовте, предпоставувам, кај него. Да, закажав консултација. Не знаев кој е Константин, не го има видено. Меѓутоа, кога одев со некоја радост, не знам, чувствував нешто во себе, дека тоа е тоа место кое што јас треба да отидам. Имав некој, не знам како да опишам, некој внатрешно чувство. Така. Дека ќе ми помогне. Како го доживеа кога разговараше со Константин? Не можам да опишам, дури сега ми доаѓа некоја радост, возбуда. Уште кога го видов првиот пат пасторот кога дојде на молитвените терапии, не знам, едва чекав да дојде мојот ред да се помоли за мене, да почувствам таа сила која што знаев дека действува преку него, меѓутоа не знаев што е. Како се молеше конкретно, Кате, објасни ми? Ти беше на молитвени терапии. Што направи конкретно? Можеш да ми објасниш како тоа се одвиваш? Па, најпрво се молеше за мене и додека се молеше, чувствував некоја топлина. Те допре одалеку, како беше? Со допир, таа љубов, сила, тоа чувство не може да се опише. Тоа само да се доживе. Меѓутоа таа радост, тоа олеснување што јас после тоа го чувствував и едва чекав да дојде наредна терапија и наредна. И буквално после разводот, кога јас веќе бев толку исплашена, разочарана, што понатаму со животот, како сега сама со 2 деца, едноставно разводот го гледав како крај на животот. Едноставно како да нема повеќе живот за мене и така бев ден за ден, без волја, без радост. Меѓутоа, со тие разговори, со тие молитвени терапии, јас сум како одново родена. Немам повеќе кошмари, немам повеќе стравови, чекорам напред во животот и си поставам нови цели. Вие спомнавте дека претходно сте биле на бајачи, гатачи, гледачи, нели? Не ви помогнале, но Константин се молел за вас и ве допрели. Како тоа ќе го објасните целиот процес на молитвената терапија? Па нема споредба, значи ако претходно сум идела ради ред, ајде може би ќе ми помогне, тука чувствував некоја сигурност, некоја знае во себе дека тоа е тоа што јас го барам, натре во себе тоа го чувствував. Разликата е тоа што кога ќе отидете кај бајачи или гледачи, како да ги викаат, ќе ви погодат некој дел од минатото, меѓутоа мене состојбата ми стана многу полоша. Додека кај Константин целосно исцелување, надминување на тагата, депресијата, на сите стравови, кошмари. Таа сила што ја почувствувате, како ја објаснувате таа сила? Сега веќе знам дека тоа е Божјата љубов и дека само таа може да не исполни, да не исцели. Меѓутоа тогаш не знаев. Само знаев дека има нешто што мојата душа го бара, што ми треба за да ме исполни и
Не знам, само верата и љубовта кон Господ може да ни помогне да ги надминеме сите стравови, сите болки, сите кошмари. Им препорачувам на сите, затоа што отидов и на психијатар, меѓутоа освен тоа што ќе те слуша и што добро еве ти за да го издржиш сето тоа мораш да пиеш апчиња. И Константин е магистар по психологија, магистар по кинезитерапија, меѓутоа он како да ти ја чита душата, што е тоа што те мачи, што е тоа што ти копнеш, тоа што го бараш и тоа што ти недостасува, за да ти даде надеж, волја да пролучиш со животот и насоки како тоа да го направиш. Ти благодарам, Кате.